Треба целосно да забранат употреба на пиротехника во затворени простори по несреќата во Кочани. Дали стартуваше седницата? Да, така е, Деспина, по 2 недели немање на седници ниту во пленарната сала, ниту пак на собраниските работни тела. Денеска за прв пат по она страшна трагедија во Кочани се состана со собранието. Почна седниците со работа и она што е битно е дека во знак на почит на жртвите од ваквата несреќа тие одадоа едноминутно молчење во собранието. На тој начин сакаа да се одолжат и да изразат почит, како што реков, за несреќата, имајќи предвид дека изминатата недела беа целна критики за тоа дека воопшто не се состануваат и не работат. Ставовите на партиите понатаму остануваат дека и покрај тоа што немало седници, сепак тие биле активни со изработка на законски решенија, меѓу другото и ова законско решение кое што ти го спомена во најавата се работи за измени во законот за јавен ред и мир, и тоа и во делот на забраната за целосна забрана за употреба на пиротехнички средства во затворени простори, во затворен простор. Доаѓа предлогот од страна на ВМРО ДПМН, пратеничката група на ВМРО ДПМН, но јасно е дека ќе биде поддржан од сите пратеници. Дополнително покрај оваа забрана за сите оние кои што сепак ќе го прекршат законот за јавен ред и мир, ќе се соочат и со 10-кратно повисоки казни од оние кои што законодавецот ги предвидел предходно, па така за физички лица казната може да изнесува и до 250 евра, додека пак за правното лице и неколку илјади евра. Исто така се прават измени во овој закон и во делот на пристапот на малолетниците после полноќ во клубови, ноќни клубови и кафеани ресторани кои што работат по полноќ. Казните исто така и тука се зголемуваат, ќе се мора да се воведе поголема евиденција од страна на сите овие угостителски објекти за тоа кого пропуштаат и кого служат во своите локали. Казните изнесуваат дури и до 5.000, па дури и 10.000 евра во некои случаеви. Законските измени ги образложи од страна на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Тие се носат по скратена постапка и се очекува да бидат изгласани до крајот на работниот ден. Се споменува дека собраниските комисии ќе работат во попладневните часови. Она што е битно и што го веќе го споменав е дека и опозицијата ќе даде поддршка. Тоа беше најавено и на пресконференција. Предлагам да го слушнеме овој став на СДСМ. Денес е на дневен ред потребата од донесување во скратена постапка за законот за јавен ред и мир. Ќе го поддржиме, со тоа што ќе имаме одредени амандмани по донесувањето на потребата во делот на прекршочните одредби. Трагичната несреќа во Кочани ги мобилизираше партиите и за други активности во рамките на собранието и надвор од него. Всушност, знаеме дека лидерот на опозицијската СДСМ предложи лидерска средба на оваа тема, што делумно како со посебни точки план за расчистување на сите оние нејасноти кои што постојат околу несреќата, со тоа што ваквиот предлог беше прифатен и од страна на Мицкоски. Вчера тој кажа дека е подготвен да го слушне Филипче за тоа што каков план предлага. Иако детали за се уште за лидерската средба нема, нашите информации говорат дека лидерот на СДСМ Венко Филипче утре во 11 часот на пресконференција ќе ги соопшти своите предлози. Исто така СДСМ предложи и анкетна комисија која што ќе расправа овдека во собранието, а ќе се однесува токму на несреќата, што пак исто така беше прифатено од ВМРО ДПМН со тоа што побара и поширок опсек. Сепак партиските тела и на едната и на другата партија ќе треба да одлучат во кој формат и во која форма ќе се предложи ваквата анкетна комисија. Еве го ставот на СДСМ околу тоа. Оставаме шанса на институциите. Истрагата е во тек.
и затоа нашиот став е дека треба професионално и неселективно да се заврши целата истрага, да не обструираме во текот на истрагата, по завршувањето на истрагата, како Социјалдемократски сојуз ќе излеземе со став за идните наши действувања. Анкетна комисија во Собранието или посебна собраниска комисија во Собранието околу трагичната несреќа во Кочани побара и од Демократската унија за интеграција. Тие понатаму тврдат дека истрагата која што била спроведена за овој случај е селективна, особено имајќи предвид дека во незе се нашла и поранешни функционери на ДУИ кои што во моментот на несреќата не извршувале никаква функција. За тоа како ќе се одвива дебатата по однос на заострените казнени политики во делот на употребата на пиротехника и присуство на малолетници во локалите, како и политичките прашања околу формирањето на анкетната комисија, ќе гледаме детали и во вестите во 16. Да, Катарина, остануваме да следиме денешната собраниска седница. Јас ти благодарам за овие информации, многу повеќе пренесувам и во следното